Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Иселеничката и пограничната средба во Трново се обединија. Веб платформа за пласман на овоштарството. Системот капка по капка и во мало коњари. Социјалците нема да плаќаат радиодифузна такса. Иселеничката и пограничната средба кои одвоено се одржуваа во Потпелистерско Трново денеска потпишаа договор. Организаторите на двете манифестации за една семакедонска средба на 2 август Илинден. Од градоначалникот побараа да биде покровител, а од Битолскиот совет семакедонската средба да стане дел од програмата за култура на Битола. Оливера Михајловска. Историски момент се случи денеска во градоначалничкиот кабинет. Иселеничката средба и пограничната средба во битолското село Трново станаа едно. Се здружија и обединија во една манифестација, семакедонска средба во Трново на 2 август Илинден. После 33 години склучија договор за повторно обединување на 34-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија и 43-та светска македонска иселеничка средба како една и единствена семакедонска средба. Иселеничката средба за прв пат одржана во 1971 година во битолското село Трново во организација на Матицата на иселениците од Македонија. Истата од 1998 преименувана во Светска македонска иселеничка средба во организација на Светскиот македонски конгрес и пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Исто така во битолското село Трново за прв пат одржана во 1981 година во организација на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола. Во оваа 2014 година се обединуваат во една и единствена семакедонска средба. Истите права, истите желби со еден повод, Илинден, секоја година се славеа одвоено, а повикуваа на единство. Матицата на иселениците од Македонија формирана пред 63 години и натаму останува посветена за грижата и положбата на правата на македонците во соседните земји на Републиката и за иселениците од Македонија. Таа секогаш ќе остане дом за сите македонци во светот. Сакаме единствени и обединети, да бидеме силни и затоа денешниот договор за една единствена светска семакедонска средба во Трново го правиме во овој момент. Сојузот на македонците од Егејот Македон е за обединување на македонците. Овој договор е историски, затоа што повторно сме сите заедно. Изминатите години не научија дека само единствени ќе победиме во нашите права и слободи во Егејскиот дел на Македонија. На денешната средба побараа од битолскиот градоначалник да биде покровител на манифестацијата. Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија од Битола оценува дека силата е во единството и затоа денес потпишуваме договор за заедничко македонско честување на денот на македонската државност, повторно да бидеме заедно на големиот македонски празник Илинден. Сметаме дека ова обединување ќе ги поттикне македонците од сите делови на Македонија и во целиот свет на семакедонско обединување заедно да работиме за Македонија и да ги афирмираме македонските универзални вредности. Ја поддржувам иницијативата за прослава една и единствена прослава на 2 август Илинден и го поддржувам единството на македонците без разлика на нивната религиозна, партиска или полова или било каква друга припадност, од единствена цел на македонецот и Македонија има македонскиот јазик, културата, нацијата и обичаите. Побараа и од битолскиот совет семакедонската средба да стане дел од програмата за култура. Бидејќи празникот е еден и не може да го прославува секој како што ќе му текне. Во таа смисла направивме заеднички концепт и вие присуствувавте практично на потпишувањето на договорот, каде што и едните и другите организатори се согласија доброволно тоа да го правиме како што доликува на 2 август на Илинден во Трново. Значи, голема благодарност до сите. Јас сум убеден дека оваа година најмасовно ќе бидеме посетени. Се што кажуваме пред црквата во Трново, го чувствуваме и тоа го правиме. Обединување на македонците. Кога веќе тоа го кажавме со
свој личен пример дека е така, јас со задоволство прифатив да бидам покровител на оваа средба. Сите здруженија и градоначалникот ги повикаа сите македонци од светот на 2 август во Трново во дворот на црквата Богородица да дојдат на семакедонската средба. Земјоделците од Полок и Пелагонија кои учествуваа во иницијативата за одгледување повеќе пченка во 2013 година ги зголемиле своите приноси на пченка во зрно и силажа за повеќе од 50%. Денеска и мало конјари се вклучи во системот капка по капка. Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси денеска го одбележа проширувањето на иницијативата да одгледуваме повеќе пченка во Пелагонија, каде годинава донираше 35 системи за наводнување капка по капка за пченка. Денеска овај систем на полето со пченка на Илчо Даскаловски во близина на село Мало Конјари. Да се зголемуваат количините, да се зголемуваат површините кои што ќе бидат под системи капка по капка. Тука само би ја поздравила мерката од Министерството за земјоделие, кои што оваа година издвоија 5 милиони денари за оваа намена и нашите информации се дека има апликации за повеќе од таа сума. Многу од фармерите ја искористија оваа мерка, што само ни дава за право да бидеме убедени дека Министерството ќе ја повтори мерката и со поголеми суми се надевам и дека за многу куст период ќе зборуваме за Пелагонискиот регион кој што е целосно опремен со системи капка по капка за овој вид на производ. Земјоделците од Полок и Пелагонија кои учествуваат во иницијативата да одгледуваме повеќе пченка во 2013 година ги зголемиле своите приноси на пченка во зрно и силажа за повеќе од 50%. Со тоа, како што вели Геровска, земјоделците го зголемуваат и бројот на млечни грла. За нив еден од најголемите проблеми за одгледувањето на молзни крави е обезбедувањето на добиточна храна. И во количина, меѓутоа и по прифатливи цени. Во случајов кога ќе се зголемат количините кои што сами ги произведуваат, се разбира дека оние средства како профит што им остануваат слободни секогаш можат да ги инвестираат во зголемување на сточниот фонд. Во Мало Конјари денеска присуствуваа градоначалниците од Пелагонискиот регион, представници од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, представници од Федерацијата на фармерите на Република Македонија, представници од бизнис секторот и земјоделци од регионот. Федерацијата на фармери денеска ја одржа првата средба на фокус групата за овош и активност во рамки на проектот Работиме заедно за подобрување на синџирот за вредности за овош и зеленџок. Денеска ја представија и веб платформата преку која се дефинираат производите, сортите и изворите на податоци. Оливера Михајловска. Прва средба на фокус групата за овоше како дел од проектот Работиме заедно за подобрување на синџирот за вредности за овоше и зеленџок се одржа денес во Битола. Се представи и веб платформа. Она што е важно за овоштарството, како значење гранка кај нас е да се работи на извозот. Значи, за да се постигне тоа, потребни се информации за цени, за производство, за пласман, увоз, извоз, мислам во пошироко ниво. Токму со ова веб платформа ќе се добие веб берза која е значење за да може да се добиваат информации и да се спречуваат манипулации со проблемите на откупот и нормално со цената на во случај овоштарството јаболковото. За нас овоштарите, ова веб платформа е од посебно значење бидејќи со неја ќе се возможат добивање на цени на производи, на сите потребни информации кои се неопходни за производството, пласманот, увозот и извозот и нормално порентабилна цена, што е најбитно. Проектот се имплементира од консултантската куќа Епицентар во соработка со Федерацијата на фармерија, е поддржан од СИПО, швајцарска програма за промоција на увоз и извоз. Значи, системот се димензионира така да одговара на потребите и за тие луѓе за кои што е наменет. Значи, системот ќе биде базиран врз основа на една интернет платформа, која што сме сега во процес на креирање. Системот ќе биде полнет од страна на сите регионални канцеларии на Федерација на фармери, така да самите фармери нема да имаат потреба да се вклучат во тој дел, а резултатите кои што ќе произлегуваат од тој систем ќе бидат соодветно презентирани користејќи ги сите алатки кои што Федерација на фармери ги има и кои што до сега ги користи како средство за комуникација со нејзините членови. Значи, тука е пред све магазинот Моја земја, значи тие константни појавување на телевизии, организирање на состаноци и така натаму. Целта на фокус групата е да се употребуваат алатки за собирање на информации и подобрување на диалогот преку развој на функционален модел меѓу сите засегнати страни што ќе помогне за подобрување на секторот овоше. Нешто поинакво од Битолскиот камерен оркестар.
рок концерт на камерниот оркестар. А пред тоа и за други теми, после кусата пауза. Останете со нас. Визуелна антропологија, проекции на етнолошки документарни филмови. Наградата Книжевен круг се додели на Јордан Плевнеш. Битолскиот камерен оркестар со голем концерт. Мали херои пронајдоа 2 кученца на кои им е потребно лекување. Свечено отворен летниот ноќен клуб Позитив. Во задолжителната минутажа за пуштање на народна и забавна музика во програмата на телевизиите се вклучува и инструменталната музика, се предвидува со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни услуги. Околу 34.000 корисници на социјална помош и 5.000 на постојана парична помош ќе бидат ослободени од плаќање радиодифузна такса, предвидуваат измените на Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги. Македонска владина делегација првпат отиде во Јужна Кореја, а оттаму бизнисмените порачуваат дека најмногу ги интересира туризмот. Стартува нов проект за заштита на потрошувачите вреден над 1,3 милиони евра што Министерството за економија го реализира во соработка со делегацијата на Европската унија во Скопје. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху денеска побара од полицијата брзо да действуваат и да го пронајде убиецот на арапското момче. Во новиот состав на Европската комисија првпат во историјата на Европската унија ќе има посебен комесар за прашањето за имиграција. Претениците Антонио Милошовски и Рафи Салити се двајцата нови подпредседатели на Собранието, додека третото подпредседателско место останува празно поради неучеството на опозицијата во работата на парламентот. Милошовски и Алити денеска дадоа свечени изјави во Собранието. Лилјана Затуровска од ВМРО ДПМН истакна дека оставеното празно подпредседателско место за опозицијата говори дека Собранието води сметка околу екипирањето на телата и за застапеноста на сите политички партии во нив, заради ефективност и конструктивност при донесувањето на одлуките од исклучителна важност за развојот на нашата држава. Пратеникот Джевата Деми истакна дека со кандидатурата на Рафи Салити на најтранспарентен начин дуи ги искажува очекувањата за неговата улога и придонес во градење на демократските капацитети на парламентот. Собранието на Република Македонија денеска ги верификуваше мандатите на 9 нови пратеници кои дојдоа на местата на министрите и на премиерот и на оние кои поднесоа оставка. Нови пратеници се Андов Чибишев, Светлана Јакимовска, Марија Ангелова, Ѓорѓи Коџобашиев, Благородна Бојаджиева, Алил Ибраими, Драган Данев и Јасмина Дамчевска. Констатирана беше и оставката на функцијата пратеник која вчера ја поднела Шкодране Дарлишта од листата на ДУИ. Меѓу неколкута измени по скратена постапка на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што денеска веќе се разгледуваат во Собранието, е и предлогот во идни на корисниците на социјална и постојана парична помош трајно да бидат ослободени од плаќање радиодифузна такса. Токму за измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои денес беа на дневен ред во Собранието, своето незадоволство го искажа од Сдруженијето на новинари на Македонија. Министерството за труд и социјална политика континуирано редовно секој месец ќе доставува база на податоци на приматели на социјална и постојана парична помош со цел ЈП МРТВ да не фактурира радиодифузна такса према овие граѓани кои што се приматели на парична помош од страна на државата и кои што реално се во најтешка состојба. Управата за јавни приходи ќе ги земе овие категории на граѓани со она што го прави Управата за јавни приходи според закон е дека сите кои што не го подмируваат долгот кон јавниот радиодифузен сервис, управата е должна според закон тоа да го направи. И токму поради тоа
ги правиме овој начин. Но со моделот кој што го дискутираме и веќе сме во една напредна фаза, разгледуваме да што е можно повеќе граѓаните да ги плаќаат радиодифузни такси. Имаме неколку модели кои што ги дискутираме и кога ќе бидат во завршна фаза, тие ќе информираме соодветно за граѓаните за да можат на поедноставен начин и со помала провизија кон банките граѓаните да ги уплатат радиодифузни такси. Сегашното решение предвидува мнозинско здружение на новинарите да предлага 20 членови во програмскиот совет, додека со измените се бара предлагачи да бидат двете новинарски здруженија. Ние сметаме дека владата не треба да го менува законот пред да почне да го спроведува. Очигледно е дека на некој не му се допаѓа тоа што овие два члена во програмскиот совет на МРТ треба да ги предлага ЗНМ како мнозинско здружение. Тоа покажува дека владата ги менува сопствените закони кои не и одат во прилог на нејзините интереси. Утре во 20 часот и 30 минути во пациото на Завод и музеј Битолскиот камерен оркестар и пријателите ќе го представат досега најголемиот проект на камерниот оркестар Рок симфонија. Во Рок симфонијата учествуваат камерниот оркестар на Битола заедно со Ѓоко Танески, Наде Талевска, Ирена Димовска Памперс, Нико Ѓорѓиевски, бенд и хор во Рок симфонија на Битфест ќе ги слушнете најголемите рок хитови на сите времиња. И ова година, исто како и лани, добивме поддршка од општината и градоначалникот доктор Владимир Тарлевски да имаме проект на Битфест. Се надеваме дека овој ќе биде многу поголем од ланскиот и се ќе биде во најдобар ред. Па освен камерниот оркестар ќе настапи Ѓоко Танески, Наде Талевска, Бојан Стојков, Нико Ѓорѓиевски, Ирена Димовска Памперс. Еве што донесува светот. Погребани тројцата убиени тинејџери во Израел. И за други вести од светот по паузата останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: кои од овие земји ќе играат во големото финале во Бразил? Бразил, Холандија, Франција, Аргентина, Коста Рика, Белгија, Германија, Колумбија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Убиен е уште еден албанец кој учествувал во војната во Сирија. Убиениот е 23 годишниот Башким Б од Скопје. Неговото семејство е информирано за случајот. До сега околу 20 албанци од Македонија, Косово и Албанија загинале во војната во Сирија. Има информации дека илјадници албанци војуваат во Сирија против силите на претседателот Асад, објави порталот Ал-Макос. Поранешниот француски претседател Никола Саркози се соочува со обвиненија дека изнудувал информации и влијаел на текот на истражната постапка, но во исто време цел е и наводите на истрагата дека од поранешниот либиски лидер Моамер Гадафи зел 50 милиони евра илегални средства за да си ја финансира предизборната кампања.
Францускиот претседател Франсуа Оланд изјави денеска дека поранешниот шеф на државата Никола Саркози е невин, се додека не се докаже спротивното. Француското обвинителство соопшти дека Саркози е обвинет за корупција и влијание врз кривичната истрага. Францускиот премиер Мануел Валс вели дека обвиненијата против Саркози се сериозни и оти истрагата се води независно од тоа што на власт е социјалистичката влада, која ја победи десницата на Саркози на изборите во 2012 година. Никој не е над законот, рекол Велс, поранешниот француски премиер Ален Жипе од политичката партија на Саркози истакнал дека се надева оти одбраната на поранешниот француски претседател ќе докаже дека тој е невин. За време на председавањето со Европската Унија, Италија ќе се концентрира на економскиот раст и вработувањата, изјави Стефано Санино, амбасадорот на оваа земја во Европската Унија. Мерките за штедење не треба да го попречуваат растот, изјави Санино во видеопораката која денес е поставена на интернет страната на Европската Унија. Тој истакна дека разликите меѓу италијанскиот премиер Матео Ренци, кој се залага за инвестиции во растот и вработувањето, и германската канцеларка Ангела Меркел, која ги форсира мерките за штедење, се огромни. Санино наведе дека италијанското председавање во наредните 6 месеци ќе се темели врз 3 столба: развој на пазарната конкуренција, особено во областа на енергетиката, привлекување на инвестиции и обезбедување на развој без оглед на мерките за штедење. Резултатите од европските избори не принудуваат да водиме агресивна политика за раст и вработување, истакна тој. Погребани тројцата убиени тинејџери во Израел. Илјадници луѓе присуствуваа на погребот на тројцата тинејџери во централен Израел кои беа киднапирани и убиени кога авто стопирале на западниот брег. Обраќајќи им се на присутните, израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху рече дека убиствата се дело на гнасни убици. Израел го обвини исламистичкото движење Хамас за убиствата, но Хамас негира. Телата на убиените младенци беа пронајдени завчера на крајот на денот, повеќе од 2 недели по нивното исчезнување. Израелската војска соопшти дека во текот на ноќта бомбардирале повеќе од 30 цели во појасот Газа. На западниот брег за време на рација војската убила 1 палестинец. Продолжува офанзивата на украинските сили. Украинските владини сили ја продолжуваат офанзивата против проруските сепаратисти во источниот дел на Украина. Председателот на парламентот Олександар Турчинов изјави дека вооружените сили и националната гарда напредувале против, како што рече, терористите и криминалците. Украинскиот председател Петро Порошенко го прекина 10-дневното примирие, наведувајќи дека тоа не придонесло за решавање на кризата. Портпаролот на американскиот State Department Мери Харф оцени дека Порошенко има право да ја брани земјата и оти за одржување на примирието треба да има 2 страни. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров пак оцени дека одлуката на Порошенко ќе означи почеток на ново крвопролевање со непредвидливи последици. За денеска во Берлин е закажан состанок на министрите за надворешни работи на Украина, Русија, Германија, Франција за украинската криза. Водачот на ИДИЛ ги повика сите муслимани на борба. Водачот на исламската држава Ирак и Левант, сунитската милитантна организација која освои големи делови од Ирак и од Сирија, Абу Бакар ал-Багдади, ги повика муслиманите широм светот да дојдат во териториите под контрола на неговата организација и да се борат за воспоставување исламска држава. Во снимката што вчера беше објавена на интернет, тој се представи како исламски лидер во светот. Во меѓувреме, ирачките владини сили продолжуваат со офанзивата за враќање на контролата врз градот Тикрит на северот на земјата, кој од минатиот месец е под контрола на бунтовниците. Исламската држава, Ирак и Левант пред 3 дена објави дека воспоставила калифат, односно исламска држава, на териториите што ги контролира. Какво време ќе имаме во наредните денови? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера телевизија.